Со исполнувањето на нашата програма, како што кажавме дека Кавадач добие туристичко информативно биро, еве од денес свечено го отвараме ова туристичко информативно биро. Со ова општина Кавадац добива објект кој ќе биде во функција на туристите на град Кавадаци и на привлекување на туристи. Така да еден вработен од општина Кавадаци кој што во секторот туризам го одвојуваме тука да функционира со едно работно време, да може да комуницира со луѓе од страна, со наши луѓе. Со ова ќе постигнеме да и сетот регион кој што го имаме и од делот на нашите истории, и во делот на винскиот пат, винскиот туризам да го промовираме и да имаме едно професионално туристичко информативно биро кај што сите би се информирале за град Кавадарци. Имаме програма која што веќе ја направивме заедно со вработениот кој ќе биде тука во туристичко информативно биро и си ставивме таргет да можеме на дневна основа по еден турист да привлечеме, ќе ни биде добро. Така да до сега ние немавме увид и немавме евиденција дали воопшто во Кавадац има попатни туристи, туристи кои сакаат да дојдат да посетат. Од денеска натаки ќе имаме комплетна евиденција и ќе правиме план и програма за да привлечеме повеќе туристи во општина Кавадац. Мораме да понудиме повеќе сегменти во сите области, така да знаете Кавадац е најголем вински регион, така да производството на грози и производството на вино ќе ни биде таргет. Винскиот пат кој што го има сега добиено преку регионалниот развој да го промовираме. Исто така манастирските, црквените делови во делот на историјата, па и како локации како што се Моклиште, Тиквешко езеро, Витачево, така да Кавадац има стварно што да понуди. Тука ни Кожув планина, мислам дека имаме доволно простор и местни ситуации каде што може да ги ставиме и ги вметнеме во туристичко биро. Веќе се работи на големо на програма за привлекување на туристи, пред се да покажеме што е Тиквешијата и што има внатре. За ваша информација, веќе од Сабајле ги добивме и првите австријски гости, кои што ќе учествуваат на олтаймерите програмата со нивен реквизит на BMW модел, кои што го носат директно од Германија тука. Така да веќе функцијата на бирото ги дава некои си првични резултати, затоа што местото каде што првично се информира за градот што е, како е, зошто е, беше тука. Од друга гледна точка, самата Тиквешија, самото место заслужува еден ваков центар, каде што гостите ќе имаат можност директно да се запознаат, да се информираат и да ги видат убавините на регионот, не само на Кавадарци. Целиме да опфаниме се што имаме, значи од каменче до црква, се што е интересно за туристите, како што и сами знаете, луѓето повеќе бараат да вкусат од традицијата, да се запознаат со местото како не само да се преспие во хотел и цениме ако можеме еден час повеќе да им го задржиме нивното внимание во градот и околината, за да се успее. Како главен фокус алтернативниот туризам и како главно е да го привлечеме вниманието на модерниот тренд на туризам, тоест вклучување во сите активности без разлика зависност од местото. Самите луѓе кои што и утринава беа тука, тоа им беше целта на посетата на градот. Значи максимално ќе се вложиме во тоа да ги привлечеме тие туристи, затоа што тие туристи остануваат, трошат пари како во ресторани, така и во местата кај што ги посетуваат и колку повеќе побогата програмата во местото кај што се, толку повеќе можеме да рачунаме да го искористиме. Старите викаат добриот збор се слуша надалеку, но лошиот уште подалеку. Значи ние треба да имаме што повеќе можности да нашиот добар збор го слушнат и другите после, кои се вратат во местото кај што живеат.